Психотерапијата е еден процес во кој што секој од нас се открива себе си или доколку има некој конкретен проблем, се обраќа кај психотерапевтот се со цел да дојде до некои решенија, меѓутоа доколку сакате вашата експресија да ви говори многу повеќе за проблемот кој што ве тишти, тогаш е време да се обратите, да изберете токму арт-терапијата како техника која што ќе ви помогне во тие случаи. Проследете го мојот денешен разговор со Цветанка Бурзевска, арт-терапевт, и ќе да знаете повеќе токму за предностите на арт-терапијата. Цветанка, ти благодарам што прифати поканата да бидеш гостинка во емисијата Мој збор. Јас со тебе споделив, ја споделив идејата и иницијативата како настана и како дојдов на идеја да те викнам, да те поканам во емисија. Имав неколку психолози и разработувавме тема кога е погодно време да се користи психотерапија и во кои случаи. Меѓутоа, она што беше ново за мене, претпоставам дека и за повеќето гледачи на емисијата Мој збор, тоа е дека се применува арт-терапијата. Што е тоа арт-терапија, да ни објасниш вака, прашувам чисто како лаик, и во кои ситуации се применува? Кога треба да препознаеме дека е време токму да избереме арт-терапијата како техника која што би ни помогнала специфично да решиме одредени проблеми? Здраво, Магдалина, благодарам на поканата. Навистина ми е драго што сум дел од вашата емисија, навистина ми е драго што ќе можам да зборувам за арт-терапијата. Многу убаво прашање. Арт-терапија е форма на психотерапија која што ги користи уметничките медиуми како средство за експресија, односно за изразување. Тука станува збор за сите, за повеќе модалитети, значи повеќе уметности, не е само уметничко како што е со цртање, сликање, вајање, туку користи модалитети од музиката, значи музикотерапија, танцова терапија, терапија со тело, односно телесна терапија и така натаму. Релативно млада психотерапија би рекла, иако е тука некаде почетоците заедно со Гешталт 1943, меѓутоа како терапија која што се применува надвор од клиничка пракса излегува дури 2015-16, со тоа што 2018 првпат се формира Европска федерација на арт-терапевти и они продолжуваат да го шират, значи она што е зборот што е тоа арт-терапија и да се вади надвор во приватна пракса. Инаку по правило арт-терапија се работи во клиника заедно со психолог, клинички психолог и психијатар. Се работи со болната страна на личноста. Меѓутоа, како што кажав, од 2015 наваму почнува се вади во приватна пракса и да е достапна за сите. Друго што можам да кажам, како да препознаеме кога сме за овој вид на терапија, искрено да бидам, тогаш кога имам толку многу работи насобрано во себе и сум пробала со разни видови на терапија, каде што зборам класичната зборовна терапија, меѓутоа се уште нешто некаде останало заглавено или пак сум кажала се, имам чувство дека сепак нешто стои. Тогаш е убаво да пробаме да видиме, да се изразиме на друг начин, да го погледнеме малку таа ситуација, тој проблемот малку поинаков агол. И верувајте ми, баш тогаш кога сметаш дека конечно нешто е завршено или дека веќе се ставено под конец, да кажам, баш тогаш може да ти изненади и да излезе нешто кога кажеш, добро, јас ова го завршив пред 3 години, меѓутоа уште ми стоело. И многу помага кај сите, од деца до постари. Еве, пошто кажавме дека постојат специфични ситуации во кој што човек, поединец, треба да се обрати и да побара помош, рековме дека тоа е експресивна техника каде што треба да ги изразиме нашите најдлабоки чувства и да најдеме некој медиум и јазик како тоа да го прикажеме, можеби тоа е символички длабоко врзано со нашето подсвесно. Кои се другите предности на арт-терапијата? Дали постојат конкретни тематики со кои што оваа област се занимава, а кои што другите психотерапевтски практики не можат да ја покријат? Што е тоа што е специфично за арт-терапијата во врска и во контекст со темите што се работат? Инаку арт-терапија се користи, како што напоменав, секаде. Значи, најчесто и најдобро, најголеми резултати, баш сега и скоро правев истражување едно, доста големо, каде што се покажа дека многу големо влијание има врз емоционалната регулација,
врз самосвеста и врз развојот на идентитет, односно кој сум јас, што сакам и што сакам понатаму да бидам. Меѓутоа, арт-терапијата може да се применува, се користи, сум работела и со семејства, сум ја работела индивидуално и во група. Може да ги опфати сите, најдобри пак ќе кажам резултати дава кога се работи на себе индивидуално, меѓутоа без разлика дали се работи со анксиозност, дали се работи со депресија, дали се работи со биполар, со психози, сакам да кажам дека има подобри резултати, додека пак ајде да ги спомнам семејните односи, односно брачните односи, разводите и така натаму. Се користи, меѓутоа повеќе нема толкава моќ како што има на другото. Со однос на тоа дека арт-терапијата користи некој одреден свој модалитет и јазик на експресија, како што рече техника на цртеж, дали е тоа музика или некоја друга форма преку која што луѓето се изразуваат и ги користат не само својата вербална, туку и невербална комуникација, мене веднаш првата асоциација ми беше дали арт-терапијата најмногу се применува кај децата, нели децата може да имаат проблем да ги искажат своите емоции или да не знаат како правилно да ги артикулираат, па дали токму со арт-терапијата тоа повеќе се отвара и излегува на површина, да кажам, скриениот свет во мислите на когнитивно и на ирационално рамниште кај децата. Дали е тоа случај со арт-терапијата? Обично кога ќе се спомне арт-терапија, првото нешто што ни паѓа на памет и што мене ме прашуваат, да, добре е за децата. Помага кај децата, затоа што децата ќе ти кажат се, меѓутоа нема да ти докажат се. Преку неизе знаат убаво да се изразат, знаат убаво да кажат и најчесто ќе ме прашаат што тоа значи, што има нацртано. Во арт-терапијата ги прашуваме. Значи не толкуваме, не осудуваме, туку едноставно тоа што е нацртано, низ разговор, детето само ќе си го објасни, ќе си го каже. Освен што има нели други бенефити, да не ги набројувам, на когнитивно, на моторика и така натаму. Меѓутоа, интересното е нешто што, пошто јас повеќе работам со возрастни него со деца, и возрастните се поинтересни кога доаѓа до збор во користење со арт-терапија. Затоа што самото тоа кога ти ќе го нацрташ, понекогаш имаш проблем, понекогаш немаш, меѓутоа секогаш на крај излегува нешто, не е без ништо. Друга кога ќе го видиш од малку поинаков агол, кога буквално кога ќе излезеш ти од проблемот и да го видиш пред тебе. Тоа е случај и со децата, па ќе се навратам на прашањето што ми го поставивте. И многу интересно е на кој начин можеме да искомуницираме, затоа што кога децата работат или возрастни, без разлика која спроти мене, работам и јас со нив. Тоа се вика одговарам, респонс арт, значи одговарам назад со уметност. Или аналитичка арт-терапија, каде што работат и клиентот и терапевтот. Заедно се анализираат и двете дела, заедно се доаѓа до одговори. Најчесто им кажувам, ајде сега кој ќе го интерпретира моето дело. И многу тука се доаѓа до подсвесното, што јас свесно сакам да го скријам од мојот цртеж, меѓутоа го гледам во другиот цртеж и тоа ќе го кажам. Многу интересен е тој трансфер да се види. Која е тука улогата на терапевтот? Многу често луѓето одат кај психотерапевти со многу високи очекувања. Во нив гледаат луѓе кои што треба да ги спасат, условно речено, од сите нивни животни проблеми. И мислат дека психотерапевтот може би има некоја магично стапче со кое што може да ги реши проблемите на другите луѓе. Меѓутоа, која е вистинската улога на психотерапевтот? Мене ми се допаѓаше една теорија, едно објаснување за тоа дека практично психотерапевтот има рефлексивна моќ, односно тоа е нашето огледало. Кога разговарате со психотерапевт, исто е како да сте поставиле огледало на душата и можете да водите внатрешен, впрочем, разговор, затоа што идејата секогаш е да
на глас да го кажете тоа што го размислувате и со тоа сами да најдете решение за проблемите. Дали вие се доживувате баш како огледало, како рефлексија на луѓето, на клиентите со кои што работите, или можеби е сосема поинаква улогата на психотерапевтот конкретно во случајот со арт-терапијата? Така, јас имам слушната таа фраза дека терапевтот е огледало на клиентот. Меѓутоа, да не заборавиме дека тоа се две посебни индивидуи. Спомнав јас претходно дека кога работи клиентот, работам и јас. Меѓутоа, јас работам на своето, тој работи на неговото. Во случај кога нешто ќе препознае тој кај мене или јас кај него, обично моето си го задржувам, нема да му кажам твоето ми личи на не знам што, туку едноставно преку прашање, пошто еден процес одива цело време преку прашање. Терапевтот прашува, те води. Не ти објаснува и не ти кажува, не ти дава готови решенија во никој случај. Трансфер и контратрансфер има, меѓутоа важно е терапевтот да биде свесен ништо се поминува и дали му се отвара некои процеси додека клиентот работи, пошто се случува кога некој клиент ќе работи да се отворат одредени процеси кај терапевтот. Меѓутоа, вештината на терапевтот е тоа што да биде свесен за сите тие негови процеси кои што во тој момент му се отвараат, меѓутоа и да биде свесен дека е тука за клиентот и за него. Има подоцна тој методи каде што ти се ги разреши тие работи. Друго, значи, што се однесува конкретно до арт-терапија како принцип, работи на тој начин што само е тука за клиентот, толку. Пошто он има три принципи. Арт-аналитичката работа заедно, психотерапија каде што клиентот работи е важен крајниот резултат, меѓутоа арт-терапија не е важен крајниот резултат, туку процесот низ кој што ќе го помине. Дали терапевтот ќе работи со него или не, најчесто не работат, останува на терапевтот да одлучи во тој момент и да се води според потребите на клиентот. Доколку, например, ми се случило клиент да ме праша, еднаш ми се има случено овие 15 години работа, ме праша зошто ти работиш со мене? И најчесто на тоа ме затекна тоа прашање, бидејќи секогаш имам контра, ако не работам, тогаш го има оној отпор како сега ќе ме оценуваш, сега ќе видиш, ќе ме осудиш и така натаму, процеси кои што работат во позадина. Кога ми се случи да ме праша тоа зошто ти работиш, го праша, викам, сакаш да не работам? Рече, не, окей, не ми смета, само чисто нака ме интересираше, пошто прв пат гледам некој да работи заедно со клиентот. Интересен процес е тој да се помине, значи, кога клиентот поминува низ одреден процес, поминува и терапевтот. Кога расте клиентот, расте и терапевтот. Не можете да имате напредок ако и едниот расте, другиот стагнира, значи одат и двајцата напред заедно. Спомнавте еден многу интересен, мислам и клучен збор, а тоа е осудата. Многу луѓе се има доверба во своите психотерапевти и практично се обраќаат за помош баш заради тоа што имаат доверба и не се плашат дека ќе бидат осудени, напротив очекуваат психотерапевтот да има разбирање и како што го покажува разбирањето, меѓутоа има и некоја доза на емпатија што психотерапевтот може да ви ја даде и така вие се чувствувате многу посигурно и безбедно да поделувате работи кои што можеби за вас се и премногу интимни. Докаде е таа граница кога психотерапевтот, ја например сум ја слушнала фразата дека ако психотерапевтот многу се спријатели со својот клиент, тој треба да престане да работи, затоа што не може во исто време да му биде и пријател и психотерапевт. Докаде е таа граница на задржување на објективноста, кога треба да се постави дистанцата, јас сум психотерапевт, вие сте клиент и тука мора јас да го водам процесот и да ја имам контролата под своји раце, а во кој случај треба да се покаже и субјективност, и емпатија и малку поемотивен пристап, да кажам, верувам дека тоа се тешки процеси психички кои што се случуваат во животот на поединецот, па се обраќа и во такви ситуации кај психотерапевтот. Ти благодарам на прашањето, Магдалена, баш убаво прашање. Често ние терапевтите зборуваме за граници на клиентите. Поставете си граници, поставете си здрави граници, така натаму. Меѓутоа, границите ни се и такако потребни на нас, психотерапевтите. Во еден процес, кога
почнува нов процес, значи со клиентот, важно е на почетокот да се постават тие граници. На кој начин ќе се комуницира, како ќе се комуницира, колку сум ти достапна на тебе, колку си ми ти достапна, и едноставно правиме договор каде што тие граници ги остануваме. Значи имам клиенти кои што се по 3-4 години со мене, верувајте ми, ни еднаш си немаат ниту дозволено, ниту јас, ниту они да ги преминат тие граници. Ние сме само, тука сум за да им помогнам, и тоа е тоа. До сега не можам да кажам дека ми се има случајно, меѓутоа да, во случај кога ќе почувствуваш дека не е веќе тоа, или поминати се малце повеќе границите, клиентот ти влегува во твоја приватност, во твое веќе во твој живот каде што е надвор од границите на кабинетот, значи веќе тука барем јас давам до знаење дека навистина до каде сме и што навистина сме. Доколку сакаме да продолжи нашата врска професионална да се гради, тогаш и да има резултати пред се, најважно од се, важно е да се вратиме назад каде што сме, да си ги вратиме границите. Доколку не, бидејќи шум се помине веќе границите, значи клиентот веќе не ме чувствува како психотерапевт. И нема поента зошто понатаму би продолжило сето тоа, пошто ќе се јави фрустрација после некој време кај терапевтот, после некој време ќе се јави кај клиентот фрустрација, значи нема да се ги исполнуваат очекувањата на друг. Терапевтот ќе мисли дека цело време тапка во место, клиентот ќе мисли дека може секогаш се што да каже, да му се јави и така натаму. Не дека не сме достапни, меѓутоа сепак си има граница колку и како што. И едноставно во тој случај се прекинува таа комуникација. На почетокот се поставуваат границите и секој се држи до тоа. Кој му помага на психотерапевтот кога тој има помош од психотерапевт? Тоа е, мислам, дека е на еден начин логичка замка, затоа што психотерапевтот веќе ги знае сите фази низ кои што поминува неговиот клиент и веројатно ги знае сите техники кои што се применуваат на него кога ќе појде на психотерапија и го знае целиот процес. Меѓутоа, навистина, како што рече и ти, ние сме луѓе и во одредени животни ситуации и нам ни треба помош и не можеме ние постојано да бидеме од помош на другите, затоа што и ние како луѓе низ животот се соочуваме со истите горе-доле животни ситуации, па ме интересира кому психотерапевтите му се обраќаат за помош и колку тоа знаење што го има психотерапевтот за самиот процес на психотерапијата и се што се случува на психотерапијата може да му помогне или да му одмогне во успешниот пат до, да речем, исцелувањето или наоѓањето на одговор на некоја внатрешна дилема. Секој психотерапевт е и човек. Поминува низ одредени процеси, низ одредени животни предизвици, ситуации, случувања и така натаму. Зема дел од клиентите со себе, ги мисли по дома, мисли како поминал тој процес, мисли како поминал тој разговор, мисли да, значи секој клиент не е товар, меѓутоа го мислиме дали сето тоа е окей. И доколку, например, барем јас знам да пишам да од време на време како се, не на сите, на некои клиенти, сега кога ќе дојде до работа, до судир со себе си, иако ги знаеме, вака знам да кажам стално, иако знам и до каде сум и што треба да направам и како, меѓутоа сама себе нема да се послушам и ми е потребно некој друг да ми го каже тоа. И така доаѓаш до освестување. Секој психотерапевт си има свој психотерапевт, си има и свој супервизор во работата, значи сепак се тие да ги разграничиме две различно. Супервизорите се за работата со клиенти, психотерапевтот е нешто што лично како индивидуа, значи како на лекар, ќе си појдеш на лекар, ќе си кажеш вова вака, вака и вака, и едноставно почнуваш процесот на психотерапија, каде што ти се разјаснуваат дел од одговорите кои што не можеш сам да си ги дадеш. Најчесто, мислим, имаше тоа на почетокот случајно во училиште, одам да го земам првачето мое, беше интересно, имаше некоја ситуација со него и ми рекоа, па добро, вие сте психолог, знаете. Ма да, ама не за своето дете. Така да, иако имаат психолог по дома моите, не сум за нив психолог во никој случај, ни така ме гледаат, ни така ме доживуваат.
сосема друг тип на авторитет сум дома, додека исто и со мене, значи знам да си применам некои техники, меѓутоа дека не се јавам на својот терапевт и не ги споделам, и види, знаеш што нацртав, леле, види што ми излеза од оваа ситуација. Едноставно, можеби понекогаш ќе станам свесна пред да отидам кај нејза, меѓутоа самото тоа што ќе го споделам, што сум го дознала, осознала, многу ми помага во ситуацијата. Така да, здраво е и неопходно е секој оној кој што работи со клиенти, без разлика психолог, психијатар, психотерапевт, значи убаво е да поиде кај својот психотерапевт за чисто да тргне одредено нешто што се залепило, тајде така да кажем, из процесите со работа со луѓе. Ти благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам што ме поканивте. И покрај тоа што психотерапијата е доста популарна, сепак многу од луѓето имаат отпор или дилеми дали да се јават кај својот психотерапевт или кога е вистинското време да се почне со психотерапијата. Без разлика дали имате оваа дилема, во процесот на психотерапијата секако учествува и секој е одговорен за себе пронаоѓањето и за одговори кои што ги имате токму на вашите прашања, на вашите дилеми, и затоа однесувате се поодговорно кон себе, особено кон сопственото ментално здравје, и обратете се за помош кога ќе почувствувате дека тоа ви е потребно. Ви благодарам што ја следевте денешната емисија, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела. Се гледаме!